Почитувани гледачи, добро дојдовте во новата емисија на Здравје во 10 минути. Денеска со нас е доктор Радица Јакимовска, доктор по дентална медицина. Радица, добре дојде во нашата емисија. Ви благодарам на поканата. За почеток, би поразговарале околу тоа што представува оралното здравје. Оралното здравје е клучен показател на општото здравје и квалитетот на животот кај секој поединец. Светската здравствена организација го дефинира оралното здравје како состојба без болка во устата и на лицето, без орални карциноми, без инфекции и рани, без пародонтални болести, кариес, губиток на забите и така натаму. Оралното здравје исто така ја вклучува и способноста на говорот, на смевката, мирисот, вкусот, голтањето и пренесувањето на низа емоции низ лицето. Оралното здравје влијае на секој аспект од нашите животи. Како што има изрека дека очите се огледало или прозор на душата, кај нас во стоматологијата можеме да кажеме дека устата е прозор на здравјето на целото тело. Така. Многу интересна дефиниција. Се надевам дека гледачите сега имаат поголема представа за тоа што представува оралното здравје и дека тоа е многу повеќе од само здрави заби. Така. Па сега би преминале на тоа да објасниме која е главната цел на стоматолошката заштита. Главна цел на стоматолошката заштита представува подобрување на оралното здравје, а со тоа и квалитетот на животот. Квалитетот на животот многу зависи од оралното здравје, бидејќи практично, ако ни е нарушено оралното здравје, тоа влијае на секое поле од нашиот живот. Здравата уста и заби имаат позитивно влијание на физичката, емотивната, социјалната благосостојба на човекот. Ние како стоматолози секогаш ги советуваме пациентите да редовно да посетуваат стоматолог барем еднаш годишно, бидејќи земајќи ја во предвид финансиската состојба во нашата држава, подобро е да дојдете еднаш годишно и доколку има некој проблем да се санира и со тоа би поминале и поевтино отколку да дојдете на стоматолог после 5-6 години и да треба да потрошите многу повеќе финансиски средства за да ја средите состојбата во вашите уста. Да, така интересна порака, ама и сигурно подобро е да живеете тие 5-6 години со здрави заби, отколку нели 5-6 години да трпите некоја постојана болка поради одложување на стоматолошката интервенција. Така. Што треба да превземеме за да имаме здрави заби и устна шупљина? Еве да им објасниме на гледачите што е тоа што е наша должност. Значи, секој поединец може да го чува своето орално здравје со редовно одржување на својата орална хигиена, четкајќи ги забите со четка и паста, барем 2 пати дневно, наутро и навечер, доколку некој сака може и меѓу оброци, да, почесто. Исто така треба да се користат интердентални четкички и забен конец за да се исчистат страничните површини на забот. Исто така тука треба да спомнеме дека четката за заби треба да ја менуваме на секој 2 до 3 месеци и треба да исхраната да ни биде балансирана со намален внес на шеќери и редовни контроли кај стоматолог, како што кажав и претходно, да посетуваме. Иако многумина го одржуваат своето орално здравје и хигиена, во некој момент од животот не можат да спречат појава на кариес, кое што и ден денеска е најраспространето заболување во светот. Скоро секој поединец, па дури и децата од отприлика над 3 години се имаат соочено со болка во забот, кариес. Значи никој не е имун на кариес, дури и најмалите дечиња понекогаш се соочуваат со овој проблем и како што кажа, веројатно ова е најчестото нешто со кое што се соочувате во ординација при вашата работа, така? Да. Тука сакам да го привлечам вниманието на родителите, да ги учат своите деца од најмала возраст, да ги мијат нивните заби, бидејќи многу е важно млечните заби да останат во устата до нивната физиолошка смена,
а тоа е релативно долго, бидејќи последниот млечен зап се менува отприлика од 10 до 12 години, значи 12 години треба да се зачуваат млечните заби и секако да го ограничат внесот кај своите деца за рафинирани шеќери, сокови и други сладки. Да. Значи, тие се нештата кои што најлошо влијаат на здравјето на забите. Како што кажа, рафинираните шеќери, соковите најчесто допринесуваат до појава на кариес, посебно нели и кај децата. Да. Така што се надевам дека родителите кои што ја слушаат оваа емисија ќе ги научат своите дечиња како правилно да одржуваат орална хигиена. Дали може да ни кажете што го нарушува нашето орално здравје? Значи, има повеќе ризик фактори, тука имаме и локални општи, но како најчести кои што се спомнуваат се неправилната исхрана, односно, како што претходно кажав, прекумерна конзумација на рафинирани шеќери, сладки, сокови, значи тоа треба да се доведе некаде на минимум, значи да се внесуваат таквите работи. Тука е исто и конзумацијата на алкохолни пијалуци, пушење на цигари, лоша и неправилна орална хигиена, неправилно користење на флуор профилакса, значи потребно е да се мијат забите правилно, како што кажав тука, значи неправилната орална хигиена, многу од нас или од пациентите ги мијат своите заби прекратко, на погрешен начин, значи со погрешни движења. Ние препорачуваме кружни движења да се користат при миење на заби и минимум 2 минути да трае миењето на забите. Значи, важно е како правилно се четкаат забите, а не само да се мијат 2 до 3 пати дневно, туку тоа да биде ефективно миење и чистење на забите. Да. Кога сме кај овој дел, дали може да ни кажеш нешто околу пастите за забите? Дали сите пасти за заби се исти? На што треба да внимаваме кога бираме паста за заби? Скоро сите пасти се содржат флуор, значи флуорот е потребен за за забите, да бидат здрави. И тука би кажала, најчесто ние ги плакнеме забите после миењето со паста, но тоа може и да го прескокнеме тој дел, само да се исплука пастата и да не се плакне устата, за флуорот да се задржи на забите. Исто така да се користат понеагресивни пасти, пастите кои што се за белење, тие се малце поагресивни и не би требало да се користат на секојдневна основа, за да не го оштетат емајлот на забот. Ова беа, верувам, многу корисни совети, нешто кои што и јас лично ги слушнав прв пат, така што ти благодарам за сето ова. На крај, може ли да наброиме неколку совети за подобро орално здравје кои што ќе им послужат на гледачите да имаат поздрави заби и устна шуплина? Секако, значи треба да се користи четка со меки или средна мекост на влакна, да се мијат забите, како што кажавме, 2 пати дневно, наутро и навечер. Навечер е многу поважно. Со време трајање од барем 2 минути или подолго кој може. Да се користи паста со флуор, како што кажав, да не ја плакнеме устата, туку само да се исплука пастата за флуорот да може да делува на забот. Соковите да се заменат со вода, да се пие повеќе вода. Доколку пушите, може да размислите да престанете со пушење или барем да го намалите внесот на цигари, да се намалат барем 2 до 3 цигари дневно и секако редовни контроли кај стоматолог еднаш до 2 пати годишно, без разлика дали сте 80 или 8 години. Важно е вашето орално здравје. Некои луѓе не успеваат да одат на стоматолог секоја година, но добро е ако се може, значи да не се заборава тој дел, значи редовно да се оди на стоматолог. И исто сакам да напоменам дека контролите на стоматолог се многу важни и кај пациентите кои имаат протетски надоместоци, фиксни и мобилни, тука се протезите, мостовите, коронките, значи тие исто треба да
пациенти да одат на стоматолог за контроли и исто така е многу важно да се одржува хигиената и на тие протецки недоместоци. Јас уште едно прашање имам само за крај. Дали треба да чекаме да не заболи некој зап за да дојдеме на контрола или подобро е да си имаме некои редовни контроли, ете како што каже еднаш годишно или два пати годишно? Да, секако дека не, бидејќи почетниот стадиум на кариесот е безболен. Болка се јавува веќе кога ќе се расшири тој процес поблиску до пулпата на забот, односно до нервот, и тогаш е веќе касно или значи многу е полошо да дојде до тој стадиум кога ќе има болка, бидејќи тогаш многу е подолг процесот на заздравување, на третманот. Најдобро е да одиме на стоматолог барем еднаш и ако нема болка, само на рутински преглед кој што е бесплатен кај матичниот стоматолог и може секој да го направи. Така. Благодарам Радица на сите прекрасни информации кои што ги сподели со нас во оваа емисија. Почитувани гледачи, се надевам дека целиот овој наш разговор ви беше корисен. Ви посакуваме на сите добро да се грижите за вашите зъби и орално здравје. Ве поздравуваме и се гледаме во следната емисија.